Desna Makedonija se rađa, novo sonce na slobodata. Makedonci te se bora za svoj te pravi mir. Makedonci te se bora za svoj te pravi mir. O novo senja znameto se ve, na Kruševska ta republika, Gozedelče pitu guli, da me gruje san vanjski. Gozedelče pitu guli, da me gruje san vanjski. Govorite makedonski šumno peja, novi pesni, novi vesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno žive. Делегација на Општинска организација на Сојузот на СБМ од Карпош. Донија Скопје. Делегација на Општинска организација на СБМ Кисела вода. Делегација на Општинска организација на СБМ Газибаба. Делегација на град Скопје. Делегација на Општина Карпош. Делегација на Основна организација на СБМ Блажо Урландик од Ѓорче Петров.
Делегација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Делегација на Општинската организација на СДСМ Карпош. Историска секција при Сдружение на пензионери Аеродром. Сдружение на пензионери Карпош. Сдружение на пензионери Тафталиџе при општина Карпош. Организација на жени при општина Карпош Тафталиџе 2. Сдружение на деца бегалци од Егејскиот дел од Македонија. Елеонора Колевска, наставник по историја од Основно училиште Братство. Им благодарам на делегациите за искажаната почит. Почитувани другарки и другари, денеска се навршија 80 години од загинувањето на неуспорно најистакнатата револуционерна, политичка и умствена личност од народно-ослободителната борба од Македонија. Најголем стратег, визионер, инспиратор и осмислувач, великанот на мислата, продолжувач на македонската кауза. Неговата неустрашивост и смелост, бунтовноста и наравот негов, прв меѓу првите во борбата за правда и слобода, мир не му давале. Ете зошто тој е единствениот член од првиот состав на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, кој загина во народно-ослободителната борба. После тие што тој ги предложи за херои, Кузман е прогласен на 3 август 1945 година за народен херој од Југославија, на Југославија од Македонија, денеска народен херој на Македонија. Ве повикувам да му оддадеме почит на нашиот Кузман Јосиповски Питу со 1-минутно молчење.
Слава му и слава на сите паднати борци за слобода на Македонија. Сеќавањата за ликот и делото на Кузман ќе ни ги освежи председателот на Сојузот на борците на Македонија од Карпош, другарот Владо Трајановски. Повели. Почитувани другарки и другари, Кузман денеска го направи тоа што знаеше најдобро да го прави, да го обедини македонскиот народ. На 22 ноември 1942 година во едно писмо до Прилепскиот месен комитет им порача: другари, македонски народе, обединете се без разлика на вера и националност. Обединете се без разлика на претходна политичка припадност. Тоа денеска го гледаме овдека во овој состав, на овој собир. Повикувајќи ги во Народно-ослободителниот фронт, меѓу нив се најде и нашиот председател на Сојузот на борците на Македонија, другарот доктор Никола Стојановски, кој пред само 10 дена го прослави 101-виот роден ден. Да му посакаме здравје, среќа и само напред. Денеска беше предвидено да дојде и исто така борец во Сремскиот фронт. Не знам од кои причини не е тука, сепак го поздравуваме него и сите останати живи борци во Македонија. Сакам да ги поздравам продолжувачите на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 41-45 година. И поздравувам припадниците на институции, организации, здруженија, невладини организации, војни ветерани и сите присутни. Денеска имав намера тука да порачам некои замислени желби на Сојузот на борците. Ми фалат градоначалникот на општина Карпош, градоначалничката Данела Арсовска на град Скопје. Можда истите ветија дека вечер ќе бидат присутни на свечената академија, но таму немам можност да ги посакаме нашите желби. Останува нашите желби да му ги кажеме на староновиот премиер, председател на Социјалдемократскиот сојуз Димитар Ковачевски. Сакам исто така, пред да почне мојот реферат, да му дадам збор на председателот, но да му укажам овој народен херој заслужува оскарски филм. Заслужува Карпош парк на револуцијата. Потрудете се тоа задоволство да ни го пружи. Ве молам, повелете на на Сојузот на борците од НОБ, почитуван председател на Сојузот на борците од Карпош Владо Трајановски, почитувани подржувачи на делото на Кузман Јосифовски Питу и на сите наши херои, партизани, учесници во антифашистичката борба. Денес на 80 годишнината од загинувањето на револуционерот и народен херој Кузман Јосифовски Питу, сите ние одаваме должна почит и се поклонуваме пред неговата храброст, лик и дело. Како еден од главните организатори на антифашистичкото движење на НОБ во Македонија, огромен и значаен е неговиот придонес за слободата на нашиот народ. Воедно изразуваме благодарност, одаваме почит
и се поклонуваме пред пожртвуваноста на сите борци, мажи, жени, млади уштечници во НОБ, кои храбро се жртвувале за слободата и светла иднина на македонскиот народ и сите наши граѓани. Нивното дело сите ние го почитуваме, а нивниот аманет го негуваме. Народно-слободителната и антифашистичката војна го постави темелот на македонската државност. Токму поради нив и успехот на НОБ постои денешна, современа и независна демократска евроатлантска Македонија. НОБ ги сплоти сите кои сакаа слобода, правда и социјална еднаквост, без разлика на вера, нација или друга припадност. И успеа заедно. Тоа е аманетот кој што ни е оставен. Исполнувањето на тој аманет на нашите државотворци од Илинден, Асном, од НОБ, е наша денешна политичка борба. Борба за подобра, европска иднина на нашата убава татковина, рамо до рамо со сите државотворни народи. СДСМ е партија која што е единствен наследник и поддржуваш на вредностите од НОБ во државата. Тоа е запишано во нашиот статут. Како државотворна партија секогаш била на вистинската страна на историјата и со задоволство ќе повторам дека остануваме на вистинската страна. Ние сме тој континуитет на постојана борба за подобра иднина на сите наши граѓани. Јас ги слушнав барањата и желбите на председателот на Сојузот на борци од Карпош. Тоа се, знам, барања и на другите членови, меѓутоа и на граѓаните на Карпош. И јас ќе направам се што е во моја моќ и како председател на партија и како иден председател на влада во тој капацитет, меѓутоа и низ комуникација со градоначалниците и на Карпош и на Скопје, да го направиме тоа што вие го барате, и паркот, и се друго што е потребно, бидејќи јас ветив дека комплетно ќе ја реновираме спортската сала Партизан, која што со децении седеше нагризана од забот на времето, и тоа ветување го исполнив. Салата Партизан го носи името на народниот херој Наум Нумовски Борче. Тој е братучет на мојот дедо и не само што е Карпош горд, не само што е Македонија горда, туку јас и моето семејство сме исклучително горди што Наум Нумовски Борче е на влезот на најубавиот објект спортски денес во Карпош. Ви благодарам. Роди вториот син Аспарух, на 15 јуни 15 година се раѓа Борко, односно Кузман. Подоцна Кузман ги добива трите сестри, Марика, Стефанка и Павлина, го чита Максим Горки. Сака да биде како Питу Гули. Нашколо е најдобар меѓу недобрите. Покрај забранетите книги, што ги добива од Вујко му Милан Младен, од него слуша нешто што малку го замислува. Ние сме македонци, единствено црвеното сонце може да не огрее. 5 клас гимназија се запишува во Битола. Не му треба многу време за учење. Има големо друштво, меѓу нив е Мирче Ацев и Илија Милчев. Подобро подкован со знаење пред другарите, важи за голема зверка во револуционерното движење, а со неговата скромност и толерантност расте и неговиот авторитет. Во мај 35 година умира татко му. Есента се запишува на правен факултет во Белград. Веднаш се вклучува во друштвото Валдер, каде ужива голема доверба. Го приметува Велко Влаховиќ и Волула Рибар, го примаат во КПЈ. Се вклучува во разгорените студентски активности. Станува член на акциониот одбор на правниот факултет. Го сретнува Перо Коробар и Кочо Рацин, за кого од студентите и печалбарите собира доброволен прилог за да би се умножиле бели мугри и трудот за богомилите, истите да се испратат во Македонија. Учествува во Манапу. Во Прилеп учествува во раздвижената предизборна кампања. Кога е во Белград, е во друштво со Киро Глигоров, Лјупчо Арсов, Тарца. Си дозволува да собира потписи и испраќа барање до Министерството за внатрешни работи за да се подобрат условите на робијашите во затворот во Сремска Митровица, каде што има и македонци. Иако често е пендракуван, тој е среќен што е во изворот на револуционерните настани со своите другари. Во Белград се грижи за македонците од Западна Македонија. Ги насочува да дојдат, да видат, да слушнат и да применуваат дома.
Неразделни се со Страшо Пинџур и Илија Николовски Луј. Во Чекор го прати Нада Богданова, во која се влюбува, но пред меѓу кои е Борка Левата, со кого превземаат мерки како да се осуети експлоатацијата. Го покренува прашањето за издавањето на листот Наша реч. Кузман во Белград научи дека класната борба е обична револуција, а додека во Македонија борбата за слобода ја чувствува со многу неравнини и толку тешка до степен на тешко остварлива. Кај него се сосема јасно и свесно врзани во цврст јазол класната и националната борба. Во Белград со студентите оди во Софија каде манифестираат отпор против фашизмот. Таму се сретнува со Никола Јонков Апцаров, Ѓорѓе Абаџиев, Колен Делковски, Блаже Конески. Кузман раководи, објаснува, убедува, заклучува, организира, но не се наметнува. Туку што започнува новиот професионално револуционерен живот. Во септември 39 година е избран за секретар во Прилепскиот месен комитет. Со Борка Талевски постојано ги убедуваат интелектуалците да се вклучат во борбата за идеалите на нивните предци. Ги напушта студиите, но патот на Гоцета Дамета не. Во Прилеп има јавен настап на собирот на тутунопроизводителите, каде изразува огромно незадоволство. Тој од порано е маркиран, но после ова тој е прогонуван од полицијата. Така го почнува илегалниот живот. Така сме и ние, Сојузот на борците од Карпаш. За овој настан дознаваат Сретен Жујовиќ и Светозар Упановиќ Темпо, кои дошле во Прилеп, ги пофалуваа за храброста, а Прилепскиот месен комитет го назначуваат за окружен за Кичево и Крушево. Кузман дома има машина за пишување и летките сам ги отчукува и сам ги распреча по организациите. Оди во Кичево и го формира партиското раководство. На 2 август 40 година во Прилеп се организира излет, а на Врајчање истите излетници се користат за демонстранти. Кузман пред полицијата повикува: "Другари, не плашете се. Тие мора да се уплашат од нашето цврсто единство. Ние нема повеќе само да ги колниме, туку сериозно му се закануваме." Полицијата го бара насекаде. Поапсени се Борка, Тарцан, Ченто. На Покраинската конференција септември 40 година Кузман е избран за член на ПК на КПЮ за Македонија со Вера Ацева. Шарло е политички секретар, а организационен Перо Тиквар. Оди во обиколка на партиските организации во Крушево и Кичево. Се разбира пешки. Овде го стемнува, таму го разденува. Дава инструкции за натамошната работа. Во Прилеп кај него дома, џандарите во балите Тутун наоѓаат летоци за кои ги малтретираат домашните, а по Кузмана се засилува потерата. Шарло меѓусебната нетрпеливост ја користи да го разреши Кузмана од ПК на КПЮ за Македонија, но со тоа ниту го замолчи, ниту го пасивизира. На 9 април 41 година со априлската војна Кузман излегува од илегала и го организира населението да не дозволат политичките затвореници да бидат евакуирани или убиени, во што успеваат да ги ослободат. А бомбардирањето го користат во метежот да се снабдат со оружје, опрема и храна. Во овој момент најважно на Кузмане му е да му објасни на народот дека бугарите не се ослободители, туку реокупатори. Незадоволен од работата и обструкциите што ги прави Шарло и Страшо Пинџур, при што успеваат да го убедат ЦК на КПЮ и Тито да го разрешат и сменат. За да се изврши легитимација на македонската нација, изголемување на одзивот во борбата на македонскиот народ, екипата околу Кузмана почнува да размислува за промена на името од ЦК на КПЮ за Македонија да се замени со ЦК на КПН. После разни комбинации кои каде да го развива и раководи народното востание, одлучено е Кузман да оди во најпасивниот крај, каде теренот е непокриен, во Западна Македонија, со седиште во Тетово. Кузман веднаш заминува од Битола директно за Кичево, каде од порано се знае со сите и со нив е близок, но во исто време држи дистанца. Облечен во капучето што го доби во село Подмочани, качкетот од брат му Аспарук, джемперот од друго село, а само ги има сменетот со кулите со чизми. Се интересира за секој комунист поединечно, а оние што ги примил Кузман, тоа го носат како најпразничен момент во животот. Во разговорот со Борка Талевски разбира дека во Скопје, во врвот на партијата, има големи несогласувања
и кога доаѓа во јануари 1942 година на некое покрајинско партиско советување, на кое не е повикан, увидува од каде доаѓа раздорот и судирот со Бане Андреев, кој е против формирањето на партизански одреди, сосема спротивни од повикот на Тито, во борба македонски народи. Кузман се враќа во Тетово, кој повикува на помош Крсте Црвенковски и се залага што побрзо да се опреми партиската техника и да се издава некаков лист преку кој ќе се врши пропаганда на свој јазик. Па вели, без јазик нема нација. Го погодува убиството на Борка Талески, за кое смета дека е фракционерско дело. Работењето во Мавровскиот крај дава резултат. Одредена група може да формира одред и да излези на терен. Пред да оди по 5-ти пат за Албанија, од каде набавува печатарска опрема и го споставува соработка со нивното партизанско движење. Тој пишува леток до својот народ, повикувајќи го: ни зрно жито не му давајте на фашистичкиот окупатор. Разбира од Нада Богданова за убиството на сестра му Марика и Елпида Караманди, која лично ја познаваше. Болно ја прима веста и само праша: се знае ли каде име се гробовите? Во меѓувреме, многу пропусти во покраинското раководство се направени и воопшто постои незаинтересираност за Западна Македонија, која е под италијанскиот окупатор. Поради тоа Кузман им пишува писмо во кое им откажува послушност и бара одговорност за нанесената штета на организацијата. На 4. јуни 1942 година Бане Андреев е разрешено од секаква партиска работа. Во овој период Кузман и Мирче Ацев ги држат врските со целото движење во Македонија и се прават обиди прекинатите врски со ЦК на КПУ да се воспостават. Прогласот од 2. август 1942 година, чиј носител е Кузман и Мирче, во кој се нагласува дека борбата на македонскиот народ не е за монархии, султани или фашистички фирери, туку за Македонска република како рамноправна членка меѓу сите комшински балкански држави. На 22 ноември 1942 година Кузман испраќа писмо до местниот комитет во Прилеп во кое пишува: обединување на македонскиот народ во општ народен фронт, без разлика на вера, националност и претходна политичка припадност. Македонскиот народ да ја поврзе борбата со другите балкански народи во заедничка борба против поробувачите и користење на правото на самоопределување на народите. Трето, партизанските одреди да прераснат во Македонска народна војска. Посебно место Кузман му посветил на создавањето на македонски органи на народна власт. Со ова како Кузман да ги поставува темелите на македонската држава. На 25. август 1942 година доаѓа инструкторот Добривој Радосавлевиќ, кој во Кузмана видел сериозен човек, го засакува и стекнува доверба, а овој го убедува за промена на името во ЦК на КПМ, зашто Добривој го убедува ЦК на КПУ дека тоа е и негов став. Му загинува Цветан Димов, Орце Николов, многу кумановски битолски борци. Мирче и Ацев се фатен, а Мирче и Страшо се фатени во Велес. Кузман се бори барем да бидат изнесени пред суд, а не да им се пресуди без судење. Сепак се убиени. Кузман пишува леток: Мирче и Страшо се мртви. Тие не умреа како што умира секој смртен човек. Туку се на најзверски начин мачени и на крај убиени од хитлеровите и борисовите фашисти, против кои се заветуваме уште побештедно и безмилосно ќе се бориме. Ја подостисна тупаницата, го запече до срце, душата му се пеплоса, за миг наведна глава. Одмамна со раката, како сува трева запалена, голема неправда му е нанесена, но тој посилен ќе стане. Само тој сонцето го гледа и трева пресна, жива и зелена ќе никне на местото после огнот. На 16 декември 1942 година Тито има напис во Пролетер во кој вели: никогаш комунистичката партија Негославија не се откажува од својот принцип секој народ да има право на самоопределување до отцепување. Македонското раководство се залага за поврзување на борбата на македонскиот народ во заедничка борба со југословенските народи, како и со другите балкански народи. А додека југословенското партиско раководство стоело на становиштето македонскиот народ да се бори рамо до рамо со другите југословенски народи, а со другите балкански народи само да соработува. Во прогласот од 15 февруари 1943 година Кузман повикува: не се јавувајте на мобилизација, одете во партизански чети, стварајте своја македонска војска, која ќе осигура целосна слобода на македонскиот народ.
На 28.2.43 година пристигнува Темпо и во големо доверие и убеденост од страна на Кузман, донел одлука со која дилема е дали е донесена од ЦК на КПЈ или од него лично. Поради зрелите услови одлучено е ЦК на КПЈ за Македонија да се вика ЦК на КПМ. Во јунскиот проглас 43 година на ЦК на КПМ стои: се посилна е решеноста во борба за остварување на вековните идеали на македонскиот народ, национална слобода, рамноправност и братска соработка со сите балкански народи, па се вели: никогаш нашиот народ немал таков погоден момент како што го има денеска за идеалот слободна Македонија. Иако во овој период не сме имале поддршка од ниедна комшиска буржуаска партија, а кои постојано работеле на заграбување на македонска земја и асимилација на македонското население, кое го прогласувале за срби, бугари и грци, а само не македонци. По долго пребарување на теренот во Лопушник, Кузман наоѓа безбедно место за седиште на раководството на ЦК на КПМ и главниот штаб, каде се улогоруваат, а покасно заминуваат за преспа. Во овој период со Цветко Узуновски размислуваа за формирање на највисокото државно тело, што би значило признавање на Македонија и надвор од Југославија. Кузман сите горливи прашања благовремено ги иницира за решавање. Тој е наистакнат визионер, инспиратор и осмислувач. Ако некој не може без насмевка, Кузман не може без сврста сериозност. Ама Темпо сепак му замерува. Некако во неговите настапи малку повеќе го нагласува македонското. На преспанското советување 2 август 43 година Кузман во својот реферат добро осмислен иницира тези за манифестот на главниот штаб, во кој би се истакнала самобитноста и националната индивидуалност и се констатира дека борбата оди во добар правец. По преспа е решено Кузман да се тргне или да оди во Скопје и таму да го припрема свикувањето на највисокото државно и представничко тело НОАСМ, на кое тој го осмислува вистинското име АСНОМ. По предлог на Кузман, првата регуларна војна единица баталјонот да се вика Мирча Аце формира на 18 август 43 година, денеска ден на армијата на Македонија. По иницијатива на Кузман е осмислено знамето партизанско поразлично од илинденското. За прв пат истакнато во одредот Даме Груев, потоа пред баталјонот Мирча Ацев, каде партизаните даваат заклетва. Побарано е од Кузман да се исфрли парола каде би го коригирал македонското нагласување, а тоа би била за ослободување и обединување на македонскиот народ, гарант ќе биде Народно-ослободителната војска на Југославија, а не македонската. Бидејќи Кузман бил носител на сите прогласи, и тие биле во склад со македонското партиско раководство, освен со некои полтрони, најголемиот притисок бил кон Кузмана. Кузман знае за кого треба да биде корисен и дека неговата работа е исправна. Оди во Грција да воспостави соработка со Грчката комунистичка партија и е направен напредок да македонците од Егејска Македонија да се борат под македонско знаме. Но Темпо, кој престојува таму, се сложува да соработува во заедничката борба, но тамошните македонци да се борат за слобода од грчко раководство. По август 43 година пишува проглас до бежанците и ги повикува да се вратат во своите огништа и дека се измамени од бугарскиот окупатор, да се сплотат во Народно-ослободителниот фронт и во својата Народно-ослободителна војска. Ги повикува албанците да се вклучат со силата на оружјето да ги избркаат окупаторите еднаш за секогаш и да изградат братска живеачка на обата народи, а натоложената омраза да е искоренат. Кузман пишува уште еден проглас, зимска помош, со слична содржина. На 26.9.43 година Радосавлевиќ пишува писмо до Кузмана и изразува повторно незадоволство од неговите ставови и му се ограничува правото да се подпишува во името на ЦК на КПМ, туку само во името на областниот комитет. Иако бил во Скопје, подалеку од раководството на ЦК и на главниот штаб, кој бил на слободна територија, тој со своите интелектуални способности придонел немерливо повеќе од лицата кои биле во Централниот комитет. Соанок издава проглас во кој укажува дека единствениот пат до самостојност на Македонија е твојата народно-ослободителна борба. Барал од комитетите да бидат пополнети со вистински проверени и дадени личности од широките народни маси и одма да се вклучат во практикување на новата народна власт. Во ова време од ЦК на КПМ Кузман настојувал да издаде проглас
и да се каже во кој правец оди Македонија. На 10. октомври излегува манифестот во името на ЦК на КПМ и главниот штаб, но по се изгледа дека е напишан од Темпо и Радосавлевич, затоа што тогаш скоро сите членови биле на терен, само не во црвена вода. Значи, ниту се собрале, ниту ја знаеле содржината, па не се ни подпишале. Темпо, после 30 години во делото револуција која тече, пишува дека ЦК на КПМ би го подпишале и би го издале. Ако ги споредиш прогласите и манифестот, има големи разлики. Но ако ги согледаш можностите, реални, може би манифестот би бил единствено можно решение. Тито е доста јасен дека проблемот на Македонија се појавува во посебна светлина, отколку националните проблеми на другите поробени народи во бивша Југославија. Односно, проблемот на Македонија ги надфрла рамките на Југославија и се разбира голема тежина представува како тамошното раководство на Србија, Грција и Бугарија да излезат пред својот народ со објавување дека македонскиот народ е нешто одделно од тие народи и има право на самостојно национално опстојување и дури пак да прифатат отцепување на тие делови од нивните граници. Во одлуките на Авној се прогласува Федерација на суверени федеративни единки со право на самоопределување, вклучувајќи го правото и на отцепување. А Македонија е призната за посебна суверена единица со сите други републики. На 13. јануари 1944 година Кузман добива писмо од Радосавлевич во кое се бара да го распушти АНОК, а Темпо бара да ги укине сите окружни вестници кои излегуваат без контрола од ЦК на КПМ. За мерките на овие двајца, па и недовербата е неоснована, затоа што се гледа дека Кузман се залага за новата југословенска заедница, а од друга страна ги погодува суштинските стремежи на македонскиот народ. Многу значајно е извештајот на Кузман до ПК на КПМ од 3. јануари 1944 година во врска со добиениот документ од Бугарскиот отечествен фронт за прашањето за македонското прашање. Кузман го коментира овој документ како далеку поназаден од оној на Авној. Тој документ е двосмислен и реакционерен и никаде не се признава македонскиот народ, туку се спомнува население, а далеку е за самоопределување. Не повикува окупаторот да ја напушти Македонија, зашто Кузман отворено ги критикува. Кузман ги следи и ги проучува, ги коментира и во пракса ги спроведува Московската и Техеранската конференција. Нада паѓа во затвор. Апсејна на сите страни. Скопје се бомбардира. Кузман пишува писма до сите оперативни зони каде употребува реченици кои израчат оптимизам и поттик за уште посилна борбена активност. Пишува и за неговата положба, па вели: гледам секаде да стигнам. Ми треба легален кадар. Јас сум следен. Доста се појавив на улица и пред луѓе кои веќе бајги ме разбраа, но око не ми трепнува за мене, ама во прашање е постигнувањето на борбата. Се интензивираат средбите и состаноците. Конспирацијата е во втор план. Тој за себе не води грижа. Се грижи и за премрзнатите борци во февруарскиот поход кај Бабуна и Богомила. Кузман почнува да размислува дека војната е при крај и треба да се прави држава, но тој не го гледа својот крај. Закажува состанок на 25 и 26 февруари. На 24 ја испреча Драга Вражалска во Куманово да носи пратка со список на делегати предложени за АСМУ. Заборава дека во Бугарија е фатен Крум Белгаријанов, брат на Анка која знае каде е Кузман. После 10 дена не предпоставува дека овој ќе пропее и трагата ќе доведе до куќата во Жданец. Тоа беше во мугрите на студеното утро со помрежено небо. Ноќта се раздени. Се одлепи четвртокот од петокот и 24 од 25 февруари. Полицијата откако ја стегна клештата околу куќата на брегот, во која синојча влезе, ко чекаа Кузмана. Тетката која живееше во таа куќа, кога го извести Кузмана дека се обколени, тој стреловито фркна низ прозорецот и ги избегна првите рафали од првиот обрач. Се најде брзо напруга, каде не успеа да го прерипне насипот. Неколку истрели му го изгоре омилениот джемпер грао боја и му ги пронижија градите. Кузман се препречи со раширени раце на студените шини, каде истече аловата крв. Се спои железото со челикот. Тие што го знае и тие што не го знаеа шепотеа. Загина Питу.
Никој не ги слушна неговите последни зборови, како што тој бараше да се врежат последните зборови на борците изречени пред смртта. Ти водно сведоку, шепни и на Шарпланина, нека го поднавени врвот, нека подзастани Вардар. Македонија е во грч, ете во миг, застанаа летоците и јавките, застанаа писмата, рефератите и прогласите, застана мозокот на Ноб, застана визионерот, застана длабоката мисла, застана државникот кој го спушти мостот на тврдината, за прв пат застана Кузман. Кузмане, ние продолжувачите тебе ти ветуваме, со тековните проблеми ќе се справуваме. Твоите дела, идеали на новите генерации дословно ќе ги спроведуваме. И благодарам. Кочелек сме ние. Кочелек сме ние со Титови сили. Кузман Питу стои пред нас како штит. Карпошова злоба тече во нашите жили. Бригадата наша кочека не свит. Низ планини стрмни, низ бурите снежни. Партизани бевме на први напад. Татковинска љубов на очите мрежни не бодреше Кузман најмилиот брат. Планината стара вечно ќе си спомни за нашата тврдост след одлучен час. За херојска борба, за подвизи горди. Вардар како сведок ќе ни пои. На драмното поле со фашистски орди се урнавме смело во нерамен бој. Низ херојски борби и подвизи горди не жалевме живот на новиот строј. В крвавиот ден и утрото славно ке треперат врагој кој исушен лист. Со здружени сили окови ке пукнат, ке изгрее бргу ден, светол и чист. Читаше Ива Ивановска од Основно училиште Јана Москоменски. Партизан се за бој спрема. Партизан се за бој спрема, носи пушка на рамо. Збогум мајко, збогум татко, збогум мила сестрица. Јас отидов надалеку в планина. Таму ми се мајко стара, другарите партизани. Таму битките се бијат против душманите за слободување на нашата родна земја, на Македонија. Едно утро писмо стигна. Мисли мајка си ни пише, во писмото 2-3 збора. Син ти мајко загина. Тој ни беше верен другар и одличен партизан. Кога се борба водеше, тој се напред тргаше. Читала Мила Милановска, 9-то оделение Јана Москоменски. Не плачете, стари мајки, доста е живот. Не трпиме клети тиран, нас да не мачи. Спомнете ги, браќа мили, нашите другари партизани смели. Сите тие за слобода гордо паднаја. Сега треба сите ние по нив да одиме. Сите што се партизани, смели се борци, ним не им е жал да умрат в бој за слобода. По затвори и темници млади згинаја, ки изградат живот в мила, живот в слобода. Излегоја партизани горе в планина, да се борат за слобода и за правдина. Македонските синови сегде се напред по планини, по полини, по градови. Читаше Матеја Василевска, 9-то оделение Основно училиште Јана Москоменски. Кузман Јосифовски Питу, најславното име на Ноб во Македонија, нејзин организатор, член на ЦК на КПМ, организатор на свикување на првото заседание на АСНОМ, автор на неговите државотворни документи и народен херој. Роден е во Прилеп, 1915 година. Се школува во Прилеп и Битола, а право студира на Белградскиот универзитет. Тамо зазема видно место во студентското движење. Активно работел на формирање на Македонското студентско друштво Вардар, член е на МАНАПО. Пито бил многу длабоко свесен за континуитетот на борбата за национална слобода на македонскиот народ и затоа на широките маси им се обраќа со следниве зборови. Легендите што ми ги раскажуваше баба ми Заха, за Марко Крале, па за дедо Илјо Војводата и за Крушевската република за мене беа фантастичен партиски извор. Без тој македонски патриотизам, прашање е дали јас можев да бидам комунист. И не само јас, туку скоро секој македонец кој станал комунист. Зошто ние македонците сме напредни како македонски патриоти, оти сме гоцевисти, санданисти и ѓорчевисти. Од 1938 година станува член на КПЈ, а во 1939 секретар на МК Прилеп. Организирал повеќе демонстрации во Прилеп. Во 1940
1941 година е член на пленумот на ПККПЈ за Македонија. Еден од најистакнатите организатори на вооруженото востание на македонскиот народ. Партиски действувал во Битола и Западна Македонија. Во март 1942 го формира окружниот комитет за Западна Македонија и станува негов секретар. Во март 1943 е избран за член на првиот централен комитет на КПМ и за член на главниот штаб на НОВ и ПОМ. На 2 август 1943 на историско преспанско советување, кое одиграло значајна улога во понатамошната национална борба на македонскиот народ, Кузман поднел реферат, посветен на 40 годишнината од Илинденското востание, кој представува нова верзија на историјата на македонскиот народ. Меѓу другото, Питу посебно нагласил: денеска, кога македонскиот народ се наоѓа пред решителна борба за извојување на својата национална слобода, споменот на Илинден треба повеќе од секој пат да светли пред очите на целиот македонски народ, пред лицето на сите честни и слободолюбиви македонци, сите кои сакаат својата земја. Така Кузман го истакнувал континуитетот на македонската национално-ослободителна борба, при што повикувал на потребата за прибирање на сите внатрешни сили и создавање на една јака материјална снага во самата Македонија. Тоа за него значило создавање на полно единство на сите друштвени класи и слоеви, единство на сите стари и нови борци за слобода на Македонија, почнувајќи од старите револуционерни илинденци, стари војници па се до комунистите, со еден збор создавање на единствен македонски народно-ослободителен фронт. Кузман Јосифовски Питу покажал водредни активности во подготовките за одржување на првото заседание на АСНОМ. Од август 1943 е на партиска задача во Скопје. Во февруари 1944 загинува во една фашистичка блокада, без да ги осети плодовите од неговата борба за национална држава на Македонија. Читаше Ксенија Арсова, 9 Јана Москоменски. Благодарам на учениците од Јана Москоменски. За да се докомплетира ликот на Кузман, односно Борко, се потрудија и учениците од Општинското училиште Лазо Трповски. Татко Цветан, мајка Левта и 2 машки деца, Аспарух и Кузман, и 3 женски деца, Марика, Стефанка и Павлина. А зошто? Во неделата, како што наложуваат обичаите, се собираат роднини и пријатели, го носат бебето преку пат во старата црква Свети Благовештение, на крштевање. Нункото Јаким се договорил со своите дома детето да го крсти Борис. На прашањето од поп Ѓоргија, кажи нунко име, одговорот гласи Борко. На попат му е позната наредбата на власта за давање национални имиња. Му се доближува на нункото и не многу гласно му кажува: друго бре, друго име кажи, не тоа. Нункото е збунет, настанува мачен молк. Попот се доближува до увото на нункото и му кажува: ајде да ти помогнам, крсти го Кузман. Кузман бил љубител на неговата баба Зака и Војко Милан Младен. Како што растел, се повеќе наликувал на низиниот веќе починат брат. Еден ден, изненадувачки ја прашал баба: Бабо, те прашам нешто. А зошто немаш дедо? Одамна е умрен. Бабо, си немаш пушка? Многу голема чедо. Па да пораснам вака. Му направам нешто го отепал дедо. А кој ми ти рече чедо дека дедо ти отепан? Ако ми кажеш за комитката, ќе ти кажам. во нивното семејство, нивното пријателство е најцврсто. Ноке, над приле паднала црна темница. Нигде жива душа нема. Се полегнало и се починуваат. Тврдите постели им исправа, полојните искривени од долго работење. Прилеп спија, стиснати куки една до друга. Се крепат, да не паднат. Тесни и мрачни со качина, полни се со кал. Се празни. Нигде нема светилка. Човек, кога ќе го гледат Прилеп ваков, му се чини од е се мртво, се изумрено.
Наеднаш, петлите почнуваат да пеат и кучина да лаат. Од секоја страна по некоја фенерче светла. Од секоја сокаче излегува луѓе. Алки клукаат, порти се отвараат, гласои се слушат, врват горе, долу, жени, деца, мажи, стари биле или млади, сите се стутулени, јонечки опешани. Излегуваат, сувиси и жолти, како саманија, излегуваат и се вјасат. Од секоја страна, од секоја сокаче, од секоја порта излегуваат луѓе, влегуваат, трчат, се вјасат, а фенерчето им светли по пато. И само слушам гласој. Ајде деца, ајде, време е за работа. На работа се викат и по темниците се шуткат сенки и само брзат. Човек се чуди и се праша, што се прави околу мене? Кои се овие сенки кои одат? А тие сенки луѓе ли се? Не се луѓе, тие се робија, мачници, одат на работа во гробница, на калапејни. Човек пак се чуди и се праша, во кој град се најдом јас? Прилеп ли е ова? Па тој сам си одвратува. Да, прилеп е. Па во има индустрија, фабрики, а овие луѓе сенки, кај одат? Која ли се смена? А сенките врват и само врват, и кога му се смеат и да му одвратуваат. Ха, ние сме луѓе, не робија, имаме фабрики, индустрија, одиме на калапејна. Нема смена, ние работиме и ног и ден. Уште едно клубото. Сокачината почнуваат да се празнат. Наеднаш сенките загинуваат, како темницата да ги голта. Небото станува потемно, магалата ги покрива кујките. И сега на секаде место звезди светкат пенџерчиња. Пак нигде жива душа и ти се чини како све да е отишло на погинување, како пак да е глуво доба и време за починок. А сенките што вјасаа некаде, тие не спијат сега, тие не знаат за глуво доба. Тие се таму кај што светкат пенџерцињата. Таму е робето што работи, што калапи тутун, да некој од него ужива. И дури го редат лист по лист, жолт како алтан, со испукани раце, правот им полни градите, им јаде джигерите истанчани како тутуновиот лист. Кога на човек му се чини оти се е мртво, од секаде каде што светкаат пенџерчиња идат гласови леки, ама пак снажни. Тие се гласови песни жални, песни на тутуновите калапари. И на човек останат сам во ова глува доба, очите му се свртени таму од кај што идат светилки, од кај што идат песни и слуша. Работници, работнички, напред другари смело. Ке работиш, ке се трудиш, работника да просветиш. Човек па се чуди, зар сенките пеат, зар се луѓе тие, а секој пенџерче и секој џамче што светка, кој да сака да му кажет. Да, ние сме луѓе, ние сме индустрија, фабрика, ние работиме ног и ден, ама еве, ние пак пееме, оти сме луѓе, оти сакаме. Од зори па до темнина, в монопол живот минува. Уморени раце збрчкани, милуваат лисија тутуни. Работа иста секој ден, тутуни исти маките. Жалосни нивни денови, на живот тешки часови. Тутуни лисија редој, таа ги разносат тутуни. Очи гледат јадој, а лица клонат збрчкани. Безброј тутуни јадој, по сорти категории. Тежина долги деној, животни нивни фрлени, а душите отруени. Ах, тие лисија тутуни. За нив се китки цветој, цветови течки и гердани, за нив се гердани јадој. И ним ги мајка родила, да живеат како скотој, да леат солзи потој, да редат лисија тутуни. Монопол, ламја гладна е, крвта е цеди и пие, и животот го затрува. Монопол за нив офтика е.
И човек пак се чуди, оди од еден до друг и ги праша: чекајте, кажете ми кои сте вие, што работите? Сенките врват и кјутат, а на ланите им тропат по калдрмата или шлапат по калта. И само по некое дете заплакува во мајчини раце, ненаспано и гладно. Браво, браво, браво. Благодарам на учениците од Основно училиште Лазар Трбовски. Ознаја на памет текстот. И нели денес денот е синоним, односно Кузман е за храброст, така да уште еднаш ви благодарам за покажаниот труд. Денеска на сите присутни и почитувани ве покануваме вечер на свечена академија во кинотеката на Македонија во 18 часот. Уште еднаш ви благодарам, се најубава. Сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се насреќа мириса. Што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом то